На денешен ден, 23 јули. Во 1875 година умре американскиот пронаоѓач Ајзак Мерит Сингер, кој во 1851 година разви прва шивачка машина која влезе во масовна употреба. Во 1914 година, по убиството на надвојводата Фердинанд во Сараево, Австро-Унгарската монархија и упати ултиматум на Србија, обвинувајќи ја како главен организатор во Сараевскиот атентат. Србија по совет на царска Русија го прифати речиси во целост, со исклучок на барањето на истрагата за атентатот на територија на Србија, да ја вршат австро-унгарските чиновници. За Австро-Унгарската монархија тоа беше доволен повод 5 дена подоцна да ја објави војна на Србија. Со тоа почна Првата светска војна. Во 1915 година во селото Битуше Гостиварско роден е Тихомир Милошевски, народен херој на Македонија. Беше генерал-полковник и прв командант на македонските воени единици во текот на нов на Македонија. Умре во Скопје на 1 април 1984 година. Во 1916 умре шкотскиот физичар Вилијам Ремзи, добитник на Нобеловата награда за хемија во 1904 година. Го испитуваше молекуларниот состав на чистите течности и ги откри гасовите хелиум, аргон, криптон, неон и ксенон. Докажа дека хелиумот се создава при радиоактивно распаѓање на радиумот. Во 1942 година во Софија бугарските фашисти ги стрелаа Никола Јонко Бапцеров, бугарски и македонски поет, есеист, новинар и револуционер, еден од основоположниците на македонскиот литературен кружок во Софија. Истиот ден беа стрелани Антон Попов Дончо, бугарски и македонски револуционер, писател и публицист, и Атанас Романов, македонски патриот. Во 1951 година умре Роберт Флаерти, американски филмски режисер, снимател, писател, еден од пионерите и најзначајните создавачи на документарниот филм. Во 1962 година, прв пат во историјата е остварен директен телевизиски пренос преку Атлантикот. Преносот е извршен со помош на телекомуникацијскиот сателит Телстар. Во 1993 година Република Македонија стана 138 членка на Светската организација на интелектуална сопственост.